Универзитетот Свети Кирил и Методий денеска одбележува 76 години од своето основање и го слави патрониот празник, Денот на Светите Кирил и Методий, 24 мај. Свеченостите започнуваат со положување цвеќе пред споменикот на светителите на платото на Уким, а потоа продолжуваат во свечената аула на ректоратот каде ќе бидат интонирани државната химна, студентската химна и химната на универзитетот. На настанот ќе се обратат ректорката професор доктор Билјана Ангелова и председателот на Универзитетското студентско собрание Александар Николовски. Свеченоста ќе биде збогатена и со доделување признанија за најуспешните дипломирани студенти од академската 2023-2024 година. Во рамки на програмата ќе биде доделена и наградата 26 јули од средствата на фондацијата Франк Манинг, што традиционално се доделува за академски достигнувања и посветеност во студиите. Свеченото одбележување ќе заврши со уметничка програма во изведба на студенти од Факултетот за музичка уметност, Скопје, со што ќе се заокружи прославата на значајниот јубилеј. Председателката Гордана Силјановска-Давкова денеска започнува официјална посета на Италија и Ватикан, каде што ќе ја предводи македонската државно-црковна делегација на манифестацијата Македонија во чест на Свети Кирил. На 23 мај ќе присуствува на молебенот во базиликата Сан Клементе, посветен на делото на Свети Кирил. На 24 мај ќе ја посети базиликата Санта Марија Маџоре, каде што ќе положи венец и ќе го посети гробот на папата Франциск. Вечерта ќе присуствува на концертот Македонисимо на Симон Трпчески. На 26 мај ќе оствари аудиенција кај папата Лав IV и ќе се сретне со кардиналот Пиетро Паролин и италијанскиот председател Серџо Матарела. Во делегацијата се и министерот за култура Зоран Љутков, државната секретарка Елена Кузмановска-Биондик, директорката Оливера Трајковска, високи представници од Македонската православна црква Охридска архиепископија и Католичката црква. Посетата представува продолжение на традицијата на одбележување на мисијата на светите браќа Кирил и Методий и зајакнување на дипломатските и верските односи со Ватикан и Италија. Албанија денеска на меѓувладината конференција во Брисел ги отвори преговорите во кластер 3, конкурентност и инклузивен раст, што опфаќа 8 преговарачки поглавја. Ова е четврти кластер што го отвора земјата, по кластерите основи, надворешни односи и внатрешен пазар. Со денешниот напредок, Албанија има отворено вкупно 24 од 35 преговарачки поглавја, што ја позиционира меѓу водечките земји кандидати. Според новата методологија од 2020 година, преговорите се водат по кластери, но затворањето на поглавјата и натаму се врши поединечно. Очекувањата се дека во јуни Албанија ќе отвори нови поглавја и ќе се приближи до Црна Гора, која досега е најнапредната земја во пристапниот процес со сите отворени поглавја. По 2 недели наострена реторика, САД и Иран се согласија да ги продолжат нуклеарните преговори во Рим. Главната пречка останува збогатувањето на ураниум. Вашингтон бара негово целосно запирање, додека Техеран одбива компромис, бранејќи го како символ на суверенитет. И покрај дипломатскиот пробив, и двете страни остануваат цврсто на своите позиции. Домашниот притисок, особено во САД каде администрацијата на Трамп е под удар на тврдокорните конгресмени, како и зголемените закани од можен израелски напад, создаваат дополнителна напнатост. Предстојните преговори се гледаат како можеби последна шанса да се избегне поширок регионален конфликт. Американскиот председател Доналд Трамп телефонски разговараше со израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху, при што изрази сочувство за убиството на двајцата израелски дипломати во Вашингтон. Трамп нагласи дека длабоко жали за инцидентот и ја потврди поддршката за Израел. Разговорот опфати и теми поврзани со конфликтот во појасот Газа. Трамп изрази поддршка за израелските цели, особено за ослободување на сите заложници. Нетањаху најави дека наскоро ќе биде завршена посебна зона за испорака на хуманитарна помош во енклавата.